Денеска е понеделник 16 февруари 2026 година. Јас сум Петар Петровски, ова се вестите на Македонскиот информативен центар со седиште во Линколн, Онтарио, Канада. На настаните што се случија во изминатиот викенд во Македонија. На 29 јануари 2026 година голем скандал ја потресе Македонија и Србија. Откако камион натоварен со 5 тони марихуана беше запнен во селото Коњев во близината на Крушевац, Република Србија. Според новинскиот извештај кој објавен на 10 февруари 2026 година, по овој настан македонската влада врши водена проверка на сите лиценцирани гледувачи на медицинска марихуана. При проверката се запленети 41 тон марихуана и 1300 шишиња масло од канабис. Причината за модените мерки на македонската влада е поради тоа што специјалната марихуана доаѓа од еден од лиценцираните произведувачи на марихуана во Скопје, Македонија. Понатаму во извештајот на интернет порталот на Радио Слободна Европа се наведува дека во Србија 5 личности се осомничени за вмешаност во шперцот на марихуаната, од кои 4 се наоѓаат во затвор, а за 5 е распишана меѓународна полициска потерница, бидејќи е во бегство. Имењата на осомничените се локалниот советник од редовите на партијата на претседателот Александар Вучич, Српската напредна партија, Раде Спасоевич и неговиот син Небојша, Иван Дрангич, Урош Младеновски и Александар Мијалковиќ, кој е во бегство. Истрагата е во тек, најсова интернет порталот на Радио Слободна Европа. На конференцијата за печатот на владеачката ВМРО ДПМН од јавното обвинителство побараа да започне истрага со цел да се утврди врската на поранешниот министер за здравство и сегашниот претседател на СДСМ Венко Филипче и на поранешниот премиер Зоран Заев од редовите на СДСМ со запленетата марихуана. На пресконференцијата на ВМРО ДПМН беа изнесени многу факти за поврзаноста на врнени луѓе на СДСМ со нелегалното производство на марихуана. Именно марихуаната што легувана за медицински потреби се препродава на црниот пазар. Во акцијата на македонското МВР засега се запленети на 41 тон марихуана, преземена од вечер. На конференцијата за печатот, организирана од страна на членот на Централниот комитет на ВМРО ДПМН Валентин Манасиевски, која организирана по интервјуто на поранешната обвинителка во специјалното јавно обвинителство Леила Кадрiju, дадена за Богдан Идиевски шоу. Во интервјуто поранешната обвинителка изјави дека била остранета од понатамошната истрага за трагедијата во модуларната болница во Тетово, каде 14 наши граѓани го изгубија нивниот живот. Причините поради која разрешената обвинителка во СИО остранета од неизината функција е бидејќи побарала да се изврши градржно вештачење. Валентин Манасиевски ја даде следнава изјава дека сегашниот и поранешниот лидер на СДСМ, односно Венко Филипче и Зоран Заев, биле заштитени на правосудните органи да не бидат кривично гонети. Преземено од интернет порталот на Netflix. Во рамките на безбедносната конференција во Минхен, премиерот Митковски одржа себе со претседател на Украина Володомир Зеленски, специјалниот пратеник на САД Ричард Гренел. За време на седбата на премиерот Митковски со украинскиот претседател Зеленски, премиерот Митковски истакнал дека мирот помеѓу Украина и Русија треба да е траен и праведен. Во разговорите помеѓу двата лидера било зборувано и за продолжување на соработката помеѓу двете земји, како и за економската размена. Додека за време на седбата со Ричард Гренел, премиерот Митковски дека станал збор за стратешкото партнерство помеѓу САД и Македонија. Премиерот Митковски во интервјуто што го даде за македонската радиотелевизија изјави дека членството на Македонија во ЕУ не е чин на милост, туку нешто што земјата одамна го заслужила. Во интервјуто што го пренесува македонскиот национален дневен весник Нова Македонија, меѓу другото премиерот Митковски изјави каде присуствува на разни конференции,
Тој и неговите представниците од македонската влада секогаш ќе представуваат вистината за Македонија. Исто така, во интервјуто за МРТ, премиерот Мицкоски изјави дека договорот за трговија и соработка со САД со тарифи до 15% за македонските стоки што се увезуваат во САД ги добила истите услови како и останатите земји што подпиша договор со САД. За време на гостувањето на безбедносната конференција во Мюнхен, Германија, премиерот изјави дека планира да оствари себе со претседателот на Украина Зеленски, специјалниот представник на претседателот на САД Ричард Гренел, новоизбраниот премиер на Холандија Дик Схоф, претседателот за глобални прашања и раководител на глобалниот институт Goldman Sachs Джаред Коен и од американско-еврејскиот комитет Тед Дојч, известува Нова Македонија. Во изјавата на министерот за надбрежна политика и надбрежна трговија на Македонија, Томчо Муцунски за медиумите, истакна дека државата бележи успеси во тоа што подпиша договори со САД, Велика Британија и Европската унија во сферите на економскиот развиток како и во одбраната. Договорите што ги има постигнато со САД се во сферата на енергетиката, дигиталната трансформација и трговската размена. Додека договорот со Велика Британија во економската и терористичката сфера. Додека преговорите што се подпиша со ЕУ се завршувањето на постмониторинг од Советот на Европа. Исто така по неговата изјава за медиуми, министерот Муцунски изјави дека пораката што САД ја испреча на Европа е дека време да Европа се врати на основните вредности што ја застапуваше, преземено од Нетпрес. Додевме до крајот на ова издание на вести при Македонскиот информативен центар. Ако ви се допадна содржината на ова видео, кликнете на лайк. Ако сакате да го споделите, кликнете на шер. И на крај, ако сакате да бидете известени за нови видео од нашиот YouTube канал Македонски информативен центар или МИЦ, кликнете на subscribe. Дојдовме до крајот на ова ново издание на нашите вести. До следното гледање, довидување.